И продолжуваме Тивко да вревиме или уште едно издание на така наречениот подкаст Тивка врева. Ем сме тивки, ем вревиме, ем отвораме теми и зборуваме за работи. Не викаме гласно, ќе бидеме тивки овој пат. Меѓутоа се обидуваме да позборуваме за и да повревиме за теми за кои што многу и не се зборува или се зборува тук и таму, што би се рекло, или повремено и не баш секаде, и не толку гласно, и не толку јавно. Една од овие теми кои што ќе го обработиме периодов е токму и врстничкото насилство, или како е популарно булинг, ако не се лажам. Булинг тоа стана некако застапено секаде, многу малку, па дури кај учениците, сум родител на две малолетни деца кои што се ученици. Едната на 11, другиот на 15 години, само булинг се употребува. Тоа врсничко насилство некако не е популарно изгледа последниве години. И тоа стана некако доста чест термин кој што често се употребува, за жал, во училиштата, па и не само во училиштата, може да се каже слободно и на факултетите, и надвор од тоа во јавниот живот и слично. Зборуваме за врсничкото насилство со господја Ана Попризова, училишен психолог во Орце Николов, и Александар Динев. Сега се расправавме како да го најавам, дали како јутјубер, дали како тиктокер, дали како инфлуенсер, или како беше тоа, креатор на јавното мислење? Не. Личност која креира контент креатор. Контент креатор или како беше се инфлуенсер? Влијателна личност на социјални мрежи. Види, ние постарите баш со оваа терминологија не се снаоѓаме најдобро, затоа што растеме во други. Ајде и со господјана сме можеби тука генерацијски некоја година постари од тебе, меѓутоа во наше време не постоја овакви категории. Се знаеше кои се влијателни личности, тие беа присутни само на телевизиите и требаше да бидат или професори, или доктори на науки, или како беше членови на МАНУ и слично на тоа. Денес живееме едно подруго време, кое што носи и своји некои предизвици. Тука се социјалните мрежи, тука се морам да ти признам, имам TikTok профил, керка ме помогна да го отворам, ама не ми е уште јасен. Значи, тука сме... Затоа сме тука ние да си помагаме, мислам. Има... Да, ја те дознав преку нив, искрено да ти кажам, и преку нели сега бевме на фестивалот во Прилеп, се сретнавме случајно или не. Ти ми правеше, не знам што се случи, дали успеа тоа интервју со тоа светло. Очигледно имаме проблем. Тоа беше, снимавме интервју. Нема да кажам за тоа. Меѓутоа, вие сте нови личности во, можеме да кажам слободно, оваа нова медиумска сфера, бидејќи многу нешта се променија. Значи, сега очигледно дека на младите влијаат луѓе кои што се присутни на TikTok, на YouTube, на Инстаграмот, не знам колку е популарен, мислам дека паѓа малку и тој. Фејсбукот, па да не го зборувам, кај мојата генерација се уште е популарен, јас сум тука присутен, меѓутоа за младите мислам дека ништо не значи. Да, Фејсбукот е најмртов од сите социјални мрежи, онака, ама другите си стојат, мислам, доста се активни луѓето. Сега гледам и повозрачни се префрлуваат на TikTok. Ете, и ти си добар пример. Имам 100, тоа пример го кажав, имам и како 112 followers и ја имам едно 90. Не знам ни што се прави, ни како се прави тоа, искрено некои чудни работи ми се случуваат, меѓутоа тоа е некоја тема која што ќе оставиме за понатаму. Те поканив тебе покрај господјана да бидеш гостин, затоа што видел дека доста си бил присутен последните години токму на оваа тема и си зборувал отворено. Прво ти честитам на храброста, затоа што јас искрено зборувам и за моите лични моменти, приватни моменти. За некој не сум зборувал одредени периоди од мојот живот, меѓутоа е доста храбро да зборуваш дека и самиот си бил, да речеме, жртва, да речеме, можеби не на директен булинг, туку на тој, ја не знам сега какви дефиниции се за врсничко насилство постои, кога ги отворив, малку кога отворив тема и кога почнав да чепкам, социјален булинг, полов булинг, сайбер булинг, сега има една нова дефиниција, вчера во лице магазинот читав за не интернет булинг, туку дигитален булинг. Дури тоа го прочитав. Значи некакви дефиниции кои што одат во бесконечност и разни варијанти на истата појава, ама тоа од друга страна им почнува да ме плаши. Значи, дали го решаваме господјана проблемов или не го решаваме, или почна само да се разградува? Ја мислам дека сега за прв пат последниве години отворено зборуваме. Булинг од секогаш имало, но можеби не се зборувало, не било третирано како насилство. Во училиштата тоа многу често знаеше да се каже, па добро си играат, се закачаат, нели, као тоа е некој начин на комуникација. Меѓутоа, се она што значи повреда на друга личност, со умисла, со намера,
злоупотреба од позиција на моќ некаква, а особено е тоа карактеристично за адолесцентите, затоа што им е битна социјалната поставеност во групата, или на оние кои што се сторители на насилството, сето тоа влегува во категоријата на меѓуврсничко насилство, односно булинг. Така да... Мислам дека и таа возраст дека го и се спушта и се качува од другата страна кај повозрастните. Не знам, сега вирални видеа гледаме секакви периоди, меѓутоа има едно, сега ми падна на памет кога го споменав тоа едно видео кој што е вирално деноје во некоја српска градинка, мислам дека деца немаат повеќе од 5-6 години. И има едно детенце кое што буквално делува како оние српски мафијаши, така е облечено, полуголо, со некој ланец, буквално им мала заочки на сите, пее некоја песна, што да ви кажам, и тоа станува некако се почеста пракса очигледно од помлади години. Дали, мислам, ќе дојдеме ние до тој проблем за тоа што доаѓа од дома најчесто, затоа што некако изгледа дека и во најчест случаи оние кои што вршат булинг се директни жртви претходно, дали на ситуација од дома, дали на од насилно однесување од родителите, дали на околината и така натаму. И тој профил, не знам, јас сум го забележал, најчесто е таков кај тие кои што го вршат булингот. Во еден дел, да, и се покажувало во нашата пракса да, например, дете кое што е жртва, уствари детето доаѓа како сторител на насилство. И како почнуваме нели да го истражуваме случајот, испаѓа дека детето, ученикот, нели, средношколецот, неговата реакција што е насочена кон група на ученици е практично реакција на конечно спротивставување, пукање на детето, затоа што претходно долго време се случувал булинг од страна на други ученици. И сега, што беше најфасцинантно за мене? Во прва година беше ова и како нели сега со децава кои што учениците кои што го сториле насилството, разговараме со семејства, со се како што одат тие наши процедури, испаѓа дека овие што влегле во групата на сторители на насилство, во основно образование биле жртви. И сега, за да го ја избегнат таа позиција на жртва, во прва година се организираат да бидат сторители на насилство. Така да, секогаш, ако истражуваме, ќе најдеме дека во голем дел учениците, децата, младите кои што се сторители на булинг, биле жртви. Дали во семејството, дали нели во околината. Меѓутоа, да не заборавиме дека ние сме општество каде што насилството е нормализирано на сите нивоа. И само се што е училиштата не можеме да ги изолираме градинките од она што е општество. Се што во општеството се случува се прелева во училиштата. Така да, како општество каде што еве се секојдневно има насилство, пукања, меѓусебни тепачки во училиштата, не можеме ние да кажеме дека нели тоа нема да се случи во училиште. Кога возрастните се насилни, тогаш и децата тоа го гледаат, и самите го практикуваат. И тука нели ние цело време се обидуваат да го изолираат меѓуврсничкото насилство дека е проблем на една група, нели на младите, на децата. Меѓутоа нас проблем генерално ни е насилството и нормализацијата на тоа насилство во општеството. Тоа генерацијски како ланец се повторува цело време и ние треба да сме тие генерации кои што ќе го прекршат тој ланец и нема да дозволат тоа да биде нормализирано, а и морам да додам дека на сето тоа настрана што влијае домашното воспитание, како другите соученици се однесуваат со децата, многу и учат од интернетот. Имаме многу лоши примери на интернетот за да кажеме не инфлуенсери, ама и луѓе кои што објавуваат видеа каде што има насилство, промовираат пукање, голем дел од игрите се со пукање, со бомби, со такви работи. Така да и тоа може да асоцира многу работи кај помали деца, а знаеме дека малите деца се буквално сунгери, примат секакви информации и мислам дека и тој така влијае врз начин на кој што се однесуваат во училиште. Да, и има еден феномен кај помали деца, кој што е веќе како во литературата стручна признаен дека помалите деца кои што се родиле во време на интернет, за кои што интернетот нели е во нивниот свет,
не сите успеваат да направат разлика помеѓу што е вистинска реалност и што е интернет реалност. И тука настануваат проблеми, затоа што они прашањето, нели, ако пукам во видеоигри, тогаш смртта не ја доживуваат исто како ние, затоа што тие, нели, ќе станат убиените, или ако го повторувам нивото повторно, нели, смртноста не ја разбираат со вистинското значење. И тоа е голем проблем дури и за менталното здравје на тие геймери што се, затоа што се случува да, нели, некои од нив имаат и психотични епизоди и да навистина развиваат сериозни нарушувања на менталното здравје. И потоа не се случува нешто како во Србија минатата година. Па се случува. И тогаш предоцна, што правиме за превенција на овој проблем и феномен? Превенцијата е многу јасно дефинирана. Значи, со превентивни програми во училиштата, со зголемување на свесноста и на наставниот кадар и развивање на вештини како да се справуваат со тоа. Многу често се случува, нели, да се детектира дека постои булинг во некој клас и социјалната изолација е вид на насилство, нели, оние деца кои што се изолирани од групата и така натаму, но не секогаш наставниот кадар има вештини и знаења како да се справува со тоа, затоа што е тоа системски проблем. Не може нити еден наставник, нити само психологот да го реши тоа, туку тоа треба да е политика на училиштето. Од друга страна, она што навистина недостасува е работа со родителите. Вие, еве, на Facebook, јас не сум на другите социјални мрежи, меѓутоа на било кој пост врзан со булинг, пола од тие читатели или што пишуваат, сите викаат, сите го поддржуваат физичкото насилство се уште во 21 век. Па, нели, аргументот е, па добро, мене татко ме тепаше, па ништо не ми е. Ако ќе видите, значи, или има некаква болесна зависност развиена, или некаква, нели, да кажам, психичка состојба, значи, науката докажала дека физичкото насилство, емоционалното условување, малтретирање, представува траума за било која личност, и додека ние не смениме наратив дека не поддржуваме насилство, дека како општество дури и ќе, нели, се воведат некакви сериозни мерки за тоа насилство, не можеме да мрднеме, се вртиме во истиот круг постојано. И тоа е нешто што, еве, гледам тие трендови на свесно родителство, каде што родителите се обучуваат дека родителството значи преземање на одговорност и учење вештини како да комуницирам со своето дете. Широка тема е ова, ако тргнеме, Александар ги спомна социјалните мрежи и што се е присутно таму. Ја мислам дека Дани Димитровски не беше гостника во една епизода и кажа, ако мене ме прашувате, таа веќе има возрастно момче дома од 23-4 години и рече дека имала среќа што нејзиниот син не растел во подемот на тие сите социјални мрежи и овие моменти кои што ги имаме денес. Денес сме во една ситуација во која што буквално секој може да даде свој мислење, став, без разлика колку е стручен или способен или ментално способен или било на кој друг начин, да даде свој мислење и став и да стане популарен. Ја тој феномен го, ајде, ако можам да кажам, го анализирам со години, бидејќи бев присутен во медиумите во периодот кога освен телевизија и радио не постоеше друго, и вестник. Се знаеш, или добиваш интервју таму, или добиваш на вести. Внимаваш како се изразуваш. Александар, ти гледам со говорот си одличен, меѓутоа добар дел твои колеги ниту внимаваат на говор, ниту внимаваат што зборуваат цости. Како да ви кажам, никаква ниту култура, ниту однос кон таа публика да се внимава, да се биде малку покултурен во пристапот и во настапот. И Дани рече, вика, ја гледам, вика, единствено решението го гледам во тоа да со еден северно-корејски пристап да се укинат одредени мрежи или да се внимава на времето. Тоа беше така. За ова сме зборувале, не знам колку пати со мои колеги музичари, на времето не можеше да се зборуваме, нели, во насока на тоа како доаѓаме до оваа епидемија на булинг и на насилство секаде. На времето кога се продаваше плоча на Public Enemy или на NWA, тоа се беа познати рапери во тоа време,
немаше шанси да купиш плоча доколку ако на која што стои надпис Parental Advisory Explicit Lyric Content. И ти можеш да го викнеш татко ти или да бидеш полнолетен, да докажеш дека си, да отидеш во љубовта во тогашната продавница и да докажеш дека си доволно зрел за да можеш да ја слушаш таа плоча и да ја разбереш на начин на кој што и позадината и ако има нели на лирика со насилство и слично, не знам во тоа време многу кон полицијата беше таа насочена, меѓутоа имаше на друга социјална димензија која што можеби и немаше да се свати добро, па имаше и бунтови по улици и така натаму. И затоа многу се внимаваше на тоа. Денес имам чувство и Александар нека каже дека тоа не е така, дека секој има пристап и може да стане популарен, па дури веќе спомена што се објавува. Ја во последно време гледам некој тренд, не сум присутен на TikTok, меѓутоа доста луѓе од затвор прават. Има и такви. Ја не можам најпрво да разберам како е дозволено да може да поседува, не знам, мобилен или се надевам дека нема да ме начека некој се на улица, меѓутоа гледам дека доста и кај нив имаш ти затвореници, имаш реално пациенти во ментални институции кои што се таму затворени, од таму водат емисии, подкасти не, меѓутоа YouTube клипови, рилови се снимаат, се кажуваат како биле во грабежи по чуда. Кај оди тоа? Тоа е факт дека секој може да каже се што сака, дури анонимно тоа да го направи. Лупам, некој може да си стави маска, да почнува да зборува за некој друг. Тоа ќе кажеш ти. Да, без при тоа. Коментарите. Да, без при тоа да знаеш дури и кој стои позади камерата. Факт е и добро е што секој од нас има право на изразување, право на говор, да си го даде својот став, но исто така многу е важно да не ги поддржуваме таквите луѓе. Мислам дека ние луѓето кои што ги поддржуваме таквите креатори, да кажам, или коментари кои што ги оставаат некои луѓе, сме причината зашто ги има се повеќе и повеќе. Затоа што кога некој коментира на некое видео, дали на моје, дали на некој друг, нешто лошо, веднаш коментарот може да има, не знам, 300 лајкови, 500 лајкови, а нешто негативно. Од типот уби се. И коментарите што вратиле, да, право си, то брат, кажи му. Обеси се. Да. И не знам, некој кој што е дури малце по сугестибилен, да, подложен на сугестија. Така, и нема толку многу цврст карактер, може многу лесно тоа да го допре и на крај да заврши трагично сето тоа. Така да сметам дека долго сме свесни за сите проблеми, долго се повеќе и повеќе гласно зборуваме, а и исто така да го негуваме нашето ментално здравје, како е важно исто како физичкото здравје, исхраната на како што пазиме, така е важно и за мозокот, затоа што гледам дека табу е да се оди на психолог, да се разговара, да има сесии со терапевт, како и да. И тоа исто така е клучно за да можеме ние прво самите себе си да се пронајдеме и кога ќе провидиме нешто такво да кажеме, окей, ова не е коректно, ова не е добро. Како би се чувствувал јас ако бил тој кој што го добива овој коментар или го гледа ова видео. Се базирано на свесноста и како и кого поддржуваме. И јас мислам дека доколку не се поддржуваат такви содржини, такви работи, може многу повеќе да се отстрани сето тоа. Да, ти си бил и самиот жртва на сајбербулинг, така? Да. Тоа со коментарите неизбежно, меѓутоа треба да си доста јак да се носиш со тоа. Јас што сум 30 години на сценава, па да, јас сакам на ова само да се надоврзам дека многу е битно во училиштата да работиме на развивање на критичкото мислење и на она што значи нели веродостојност на податоци, бидејќи тоа е начинот. Ние не можеме сите мрежи да имаат некаква контрола, меѓутоа можеме со учениците да работиме на тоа да препознаат што е нели добро, што не е, што е релевантен извор на податоци, што не е, што се фейк ньюс или нели што е од кои сајтови или како да ги кажам сега, вреди јас да се едуцирам, да истражувам и така. Така да има простор и во школските системи да се работи на ова. Да се преземе одговорност, да учат децата што значи постирање на социјални мрежи, што значи говор на омраза, како да се спречува говорот на омраза, како да се реагира, така да тоа подитно веќе и има такви проекти, веќе и се работи на, јас колку сега сепак следам во ова поле, значи имаше обуки на наставниот кадар за
дигитална писменост, така да верувам дека малку по малку ќе се зголемува свесноста. Исто е многу, мислам, фасцинантно како родителите поима немаат кои инфлуенсери ги следат нивните деца. А сега за нивната возраст, за таа популација, инфлуенсерите се креатори на јавното мислење. И сега родителите мислат детето, не знам, истражува нешто на интернет учи, уствари они следат разни личности, некои се сигурно инспиративни, значи има и навистина, интернетот има инспиративни говори кај што може и да те мотивираат и да научиш и за менталното здравје и слично, меѓутоа има и нешто што веројатно се користи тој ефект да бидам што е можно пошокантен, кој што секогаш бил леплив за публиката и тоа често се злоупотребува. Да, интернетот е исто така многу добра алатка, социјалните мрежи се исто така добри, не е се толку многу лошо како што денес го представуваме сето тоа. Јас на пример многу работи сум научил од интернетот, од социјалните мрежи, па дури од тие негативни коментари сум успел на некој начин да ја сменам мојата перцепција на истите и да пробам да не знам, да застанам за момент и стварно се запрашам дали е тоа вистина или дали ова ме допира на некој начин, затоа што ако ме допира, тогаш најверојатно јас го чувствувам истото за себе. Кога не ме допира, значи не е вистина тоа. Од друга страна, многу е важно тоа што младите, мада не знам, можеби по возрастните генерации, не сум толку многу запознан, тешко им е да разграничат помеѓу навреда и конструктивна критика. Има многу огромна разлика. Јас можам да кажам ако нешто не е во ред, ако нешто не ми се допаѓа, но без при тоа некој да навреда. Така да тоа е исто така многу важно, кое што луѓето мислам дека би требало повеќе да го практикуваат. Така да, а за тоа дека сегаш ќе има луѓе кои што се негативни, кои што ќе Ама самата комуникација меѓу неколку години помлади од тебе момчиња, јас сум бил сведок на ситуација, на преписка, работи тоа FBI моментот во мене, па морам да проверувам повремено што се случува, морам, затоа што навистина е вон контрола се. Ситуација на приписка меѓу момчиња на Вибер, буквално која што трае 15 на 20 минути, е цело време земи обеси се, ти види се ретарда, некој нов вокабулар во моје време можеби не беше така, можеби повеќе два шамара ќе добиев од некој повозрасен. Не се одеше со тоа како се нарекува сега поново вербално, ајде да го наречеме, меѓу целата оваа поделба, широка палета на булинзи. И буквално ова траеше не знам колку во целата преписка. Ја не видов ништо нормално, освен земи обеси се, ти ќе ми кажеш оди уби се, не замарај. Тоа е некоја таква нормална комуникација и тоа е за нив завршува и го следам сега момчево, да не кажам кој што се случува, и него му тоа е најнормална комуникација. И тука завршува. Да, и дури некој допире, значи дошло до нивото на тоа да тие навреди, тие директни твоите те посвоиле, не знам, такви некои небулози, буквално веќе станува, не знаеш дали е во ред или не е, што не да нема тежина самите работи. Да, ама знаеш како, социјалните мрежи и алатките и сите Viber и WhatsApp и слично дадо можност секој на секому да се обрати. Тоа така не беше порано. Меѓутоа, тука исплива на површина многу работи кои што се директно поврзани со менталното здравје очигледно и многу луѓе кои што кријат многу гнев, лутина и незадоволство во себе, си најдо канал тоа да го направат на тој начин. И буквално имаше порталите отворете ги, починал некој пејач доле, имаш коментари со одсуство, имаш коментари фала Богу или не знам што, и си прашуваш чекај меѓу кого живееме ние денеска, знаеш што се случува. Така што некаква контрола, мислам дека тука, лугата на родителите па да не зборуваме, мислам дека многу малку контролираат што нивните деца следат. Јас сум од оние веројатно малку поконзервативни кои што упорно се труди и сака да свати и да разговара со другите родители кога има можности, шанси и време нормално покрај сите обврски. Меѓутоа гледам дека кај сите родители не е баш така. Или кај добар дел не е така. Секоја чест на исклучоците. Многу малку се зборува, например, имаш конфликт во одделението кај некого. Сакаш да се обратиш на одделен родител, на мајка или на татко, сега ќе се затепале деца, а тој проблем да речеме трае 6 месеци веќе меѓу нив и станува сериозен проблем и кај вас дома и кај нив. И родителите не водат многу Тоа е таа нормализација на насилното однесување. Не сите родители имаат критериум за тоа што е насилство.
и за нив е тоа игра помеѓу децата, а практично се работи за сериозно насилство. И сега тој родител не презема одговорност за однесувањето на своето дете и тогаш ескалира ситуацијата, значи да имаме секакви и во Македонија имаме несакани ситуации и девојчињата сега на почеток кога беше оваа година учебна беше тоа што се случуваше. Така да таа нормализација на насилството со непостоење на прецизни механизми за справување, за воведување на некакви ограничувања во однесување и така натаму, доведува до ова да ние имаме меѓуврсничко насилство со кое што не секогаш лесно се справуваме. И тој дел еве во Србија го реши на тој начин после трагедијата голема што се случи со поголема одговорност на родителите. Со парични казни. А како го поттикнаа тоа? Па, они, откако се случи, овој све што се случуваше, Министерството за образование нивно направи ревизија на тие правилници во училиштата, на програмите за справување и сега воведоа новини. Сега ќе се види како тоа ќе функционира и го има оној момент, на насилството на возрастните, каде што и родителите настапуваат од нивна позиција на моќ, па они се закануваат по училиштата, ја злоупотребуваат, и многу често и училиштата и наставниот кадар се немоќни. Александра, ти си имал ли покрај сајбербулингот за кој што читав за тебе директен, макав физички, да речеме, вербален од соученици, кој си бил помал? Да, дури и пред социјалните мрежи. Мене сегаш се фаќа за тежината дека бев малку подебел како детенце. Сум се соочил со тоа во училиште, не некој нов тренд, да кажеме дека сега булингот е актуелен, претходно не бил, само не се зборувала толку многу и се ставало се под тепих. Но и сега кога почнав со социјалните мрежи, се повеќе е застапено, за жал. Настрана тоа што онлайн на интернетот добивам безброј негативни коментари, во живо се случува да бидам нападнат вербално, понекога се дешавало и физички да ме нападнат луѓе, така да. Зошто? Едноставно не им се допаѓа. Како настапуваш? Најверојатно. И нормално јас не очекувам на секога да се допаднам, само не знам никако не да бидеш нападнат. Да, мислам, мене ако нешто не ми се допадне кај некој нема да го нападнам или дури да прокоментирам нешто, мислам, се останувам онака без да дадам мислење. Ама можеби е тоа затоа што сум почувствувал на своја кожа, па знам како е луѓето кои што го немаат почувствувано тоа и си даваат за право. Така да направат. Мада и многу пати го прават тоа во ситуации да изгледаат по-кул во друштво, кога се нападна, и ќе се исмева и поминал јас. Да. Обично е, јас тоа сум сватил затоа што доста сум анализирал и како помал, тоа се обично деца кои што не добиваат внимание од дома, валидација од своите родители и тоа го барат на други места и на некој начин кога ќе видат дека другарчињата се исмеваат на шалите што ги кажуваат за да наврат некој друг, тоа ги задоволува на некој начин, да кажам, и таа, како да кажам, Па исто тој со овие што ги остават коментарите на социјалните мрежи. Тие вниманието го барат тука. Тој ме полигон за некаков успех и да се пофала да кажат 10 лајка добив затоа што му напишав нови дека е ретардиран, а тука е завршува нивното. За денес. Да, така да сум се соочил дефинитивно и пак се трудам повеќе да се фокусирам на позитивните моменти, зашто имам многу повеќе. Ама не ти било седно, така? Си имал моменти кога си се заместил, си се прашал, чекај. Да. Зошто на почеток тоа секако дури моите родители беа многу загрижени за мене, сега сум повозрасен. Не зашто те прашувам, затоа што малку ми потсетуваш на син ми. Син ми имаше исто, се уште има канал и така ќе му напишат 5-6 позитивни коментари, ќе добие тоа и фокусот е навикна некако, знаеш, ама прво и сега дошли до некаде имал среќа што јас и мајка му сме некакви медиумски личности, мајка му актерка, јас сум музичар, па сме поминали не се и се што на животов и при коментари јавни и етикетирање се и се што.
И некако зборувавме многу често, меѓутоа и за тоа и дека го мислам дека го подготвивме. Дека треба да бе свесен дека секоја будала може да напише што сака и тоа му е издувен вентил и дека едноставно добива простор преку тоа, не мора да значи дека директно треба му се одрази и така натаму. Меѓутоа не секој мислам дека е подготвен и мислам дека добар дел па имаше, не знам, јас не го следам тој свет на инфлуенсери, меѓутоа имаше таква се самоуби, мисля че не една инфлуенсерка. Така, мислам дека беше од Србија. Од Србија или од некаде, па не знам, исто депресии, па завршуваат на клиники, па ги снемуваат тие YouTube канали, па потоа да знаеме дека отишле на лечење и така натаму. Не е баш седно и не може секој профил бара да личноста биде доста резилиентна, значи да биде отпорна на тоа што како фидбек ќе го добие. А за да може да се изгради резилиентноста, потребно е и да сме свесни кои се нашите потреби, меѓутоа потребно е и да имаме поддршка. Така да додека имаме поддршка, додека имаме своја мрежа на поддршка, многу полесно можеме да се справиме со овој тип на насилство, и секако во училишен контекст многу е битно да се развива свесноста кај оние кои што се сведоци на насилството. Затоа што во еден клас има деца кои што се жртви, има деца кои што се сторители на насилство, меѓутоа има и група која што е најчесто најголема, тоа се сведоците на насилството. И сведоците, бидејќи секогаш булингот се одвива за да сведоците го видат. Битен е тој што е сторителот на насилство има потреба да се покаже, во наводници, пред другите. Ако ние работиме на подигнување на свесноста на сведоците на насилството, да не бидат само пасивни и да гледаат или да се повлекуваат во страв дека боле да си ќутам затоа што можам ја да бидам мета, а тие се мнозинство, тие се оние кои што може да го пријават насилството, тие се оние кои што можат да реагираат и да се спротистават. Затоа што, јас како психолог во школото, ја не можам да бидам присутна секаде на часовите, походниците, во соблекувалните, кај што се случува. Но, ако паралелката, сведоците во класот реагираат, се спротиставуваат, преземаат нешто, тогаш има шанси да тие бидат еден контролен механизам кој што ќе вика, ова се случи, ова не го толерираме, ова ќе го пријавиме. Тоа е начинот за најбезболно и наједноставно да се справиме со насилството. Ама и тие кои што не реагираат индиректно учествуваат фактично. Да, тие го поддржуваат со тоа што се присутни само. Затоа што на насилникот, на сторителот на насилство му е битно да он биде виден во таа злоупотреба на моќ што ја користи, бидејќи тој се наметнува со својата сила. Најчесто има една група на неколку ученици кои што се тука поддржувачи кои што го овозможуваат, ќе го започнат, се смеат на тоа, даваат позитивен фидбек и мнозинството се сепак сведоците. Од нив треба да почне реагирањето. А за жал како колектив општо земено потврламе во последно време. Се почесто слушам ситуации не само во училиштата, несреќи кои што се случуваат на улица, ќе падне човек или слично. Пријателка една моја паднала со велосипед, се искршила буквално на улица, не е пришол никој да ја помогне. И такви поразителни ситуации и моменти, па дури ни се случи убиство пред дискотека пред години и пол или колку веќе помина две, и тоа на хрватски ракометар кој што играше за нас ракометен клуб, на кој што во типачка не можам да ја наречам, бидејќи момчето беше нападнато буквално од 2-3, па дури женско лице имаше во таа група, додека другите, и тоа се гледаше на камерите, буквално си поминуваат и дечко лежи на крај без свест, го изгуби својот живот. Почина, другите беа осудени, мислам дека веќе се на издржување на затворска казна дел од нив, буквално никој не реагираше како излегувала дискотека и си одеа и поминува околу. Тоа е еден страшно поразителен и морбиден факт. Дека никој веќе не реагира, а посебно кај младите како ние многу малку како општество работиме на
нешто што значи нели заедништво, нешто што значи општествена одговорност, нешто што значи солидарност. Па вие видите во автобус кој ќе влезете, нели никој никому се случува во автобус да му се слоши на никој не реагира додека шоферот не примети па да направи нешто. Така да и како тие морални вредности, сега ја не сакам да звучам, не знам, премногу нели возрастно, сакам да зборуваме за некаква... Ама не се работи за возраст, дали е правилно или не. Затоа... Ние во овој период на транзиција тотално моралните вредности се сменија и таа, да кажеме, некаква морална вертикала, нешто што значи интегритет, нешто што значи солидарност, се изгубија како позитивни вредности. Емпатија нема, да. Емпатија, да. И еве, мислам, тоа верувам дека е некаков и да кажам цивилизацијски тренд, меѓутоа современите барем европски образовни системи се повеќе воведуваат во наставните програми, дури и како предмети за емпатија, за развивање на емоционална интелигенција, кои што се покажува дека се клучни за денешната младина, затоа што денес секој млад ќе отвори, ќе прочита, значи знаењето е многу достапно, ама вештините за комуникација, за саморегулација, за емпатија, некако дали и со короната, дали со општата изолација, нели индивидуализацијата како тренд, не се развиваат. И сега гледате, многу помалку се поврзуваат меѓу себе младите. Групи порано ние сме оделе во поголеми групи, друштва. Сега тоа се некои мали групи по тројца, четворица меѓу себе комуницираат, имаат многу можности. Порано 2 работи, 3 сме имали и сите одиме на тоа. Сега некој оди ваму, некој оди таму, договараат месец дена унапред кога ќе се видат. Значи тие можности што се појавуваат, прават да се помалку тие учат да комуницираат. Или онаа слика во училиште на голем одмор, значи се собираат нели група, стојат млади, никој со никого не комуницира, сите гледаат во телефон. Тоа сега Александар да го прашам, повеќе од тие генерации, колку технологијата направи да се оттуѓиме, да се оддалечиме, па и да дојдеме до ова што се нарекува денеска насилничко однесување и слично. Најсмешно и губење на емпатија, конверзација и се. Так, најсмешно од се е што сега ни е најлесно да бидеме блиску едни до други, а толку сме оддалечени. Не знам дали се слушал ти, кога се појави Facebook прв пат, пред Facebook постоеше MySpace. Ти него не знаеш што, тебе ти стои историја. За MySpace, ама никад не сум имал. Постоеше MySpace на кој што се постираше само музика, чат-пат дали можеше да се искоментира и тоа. И тоа се изгуби, тоа беше феномен на прва социјална, не зборувам за Мирци, да не ти објаснам тоа, праисторија додин. Тебе не ти е непознато тоа. И комуникација на првите мејлови и така натаму. Значи се појави MySpace како прв социјална мрежа или медиум да го наречеме, не знам дали се употребуваше тоа социјален медиум или социјална мрежа. Подоцна се појави Facebook и тоа беше бум. Значи тоа беше страшно популарна алатка. Меѓутоа, се по 20 и неколку години веќе како помина, се наметна прашањето дали социјалните мрежи стана главна алатка за асоцијално однесување, односно за асоцијалниот момент, затоа што јас по мојата генерација тоа го гледам. Со кумот сега ќе се допишувам 10 дена, ама нема да се видиме. Или месец ден. Дали дојдовме до таму? Сега плюс од TikTok-от, па и не знам што се постои, Инстаграмот, не знам дали има нешто друго, не знам, сега ти ќе ми кажеш подобро. Најакој од се е што сега се собираат сите, не знам, на кафе, на ручек, на што и да е, и сите седат заедно на маса и сите куцкаат со некој друг се допишуваат. Јас затоа кога се собираме друштво практикувам да играм игра со нив. Тие што слушаат сега може и они да почнат да практикуваат за да можат побаво да се социализираат со нивното друштво. Ги ставаме телефоните едни врз други. Од почетокот кога ќе седнеме на маса па се до крај. Ако звони телефон или ако добија некој порака, не смее да го земе телефонот. Ако го земе телефонот, плаќа цела сметка на цела маса. Да видиш тогаш си да видиш дали некој го зема телефонот. Баш ми е драго што постојат вакви иницијативи меѓу твојата генерација, затоа што ова е реално проблем. Значи луѓето се оттуѓаат, мислам сега делува како да не е поврзано директно со тема, ама затоа што и тие кои што пишуваат негативни коментари, тие кои што стануваат
насилно веројатно имаат и некаков проблем со асоциализација или со социјалниот момент, претпоставам, како профили. Да, но и истражувањата покажуваат дека зборовите, говорот на омраза, напишан на социјални мрежи, тој што го пишува не го доживува со иста тежина како кажано во живо, затоа што живиот контакт е реален контакт. Се што е социјални мрежи, тоа е квази контакт, тоа е делумен контакт, затоа што ние се допишуваме со некого, ние си правиме наша представа за тоа каква е таа личност. Ние не знаеме која е таа личност. И тука, нели, да не зборам за јавна соба, и тоа исто беше форма на сексуална злоупотреба и насилство, затоа што беа злоупотребувани личности, профили и така натаму. И тоа остава страшна травма врз тие девојки, кои што навистина беа крајно злоупотребени, да кажеме, преку социјалните мрежи. Добро, овде пак доаѓаме до момент не на превенција, туку на казнивост. Тоа се речиси во секоја емисија за секоја тема, колку се казнуваат. Јас имам модел како би ги казнил, меѓутоа да не зборувам јавно, што би рекла Дани, малку северно-корејски е методот. Меѓутоа достапно е за секој може да каже што сака, секој може да направи вакво или онакво дело, а да помине. Сме биле сведоци на тоа на многу ситуации во кои што поминуваат и неказниво. Во тој случај со јавна соба имавме неколку судски пресуди и мислам дека заврши во затвор 2-3 од членовите на таа група, меѓутоа секогаш се наоѓа нов модел и начин. Колку државата тука превенира или реагира, да речеме, какви механизми имаме за заштита? Еве, например, ти си добил ли некогаш во инбокс закани? Да. Си добил. Како си пријавил ли некогаш во полиција? Јас сум имал ситуации со полиција неколку пати. Во одредени моменти морам да признам дека реагирале, меѓутоа сум знаел за кого се работи. Како ќе реагираш со некој што не го познаваш, освен да го блокираш или не знам? Да, не сум реагирал, јас не сум пријавил ниту во полиција, ниту никаде. Аз знам дека постојат служби кои што се грижат за тоа, само кај мене е разликата во тоа што тоа доаѓа во многу голема количина. Кога станува збор за негативни коментари. Значи, едно видео да го објавам за околу 1 сат, има 200 коментари од кои, не знам, 50% тие се негативни. Се не можеме секој еден по еден да ги пријавам, да им идам у полиција со цела листа треба. Така да, ама знам дека има служби кои што се грижат за тоа. Дали си бил во ситуација, извини што те прекинав, дали си бил во ситуација да навистина се почувствуваш загрозен за животот или за тебе, за здравјето? Дека можеш да бидеш нападнат, бидејќи добар дел од тие коментари се и кажани од лица кои што не знам, си наоѓа само издувен канал преку тоа. Меѓутоа, можеби меѓу нив има некој психопат, да речеме. И сега што правиме? Сум имал такво искуство каде што личност ме следеше цело време и ме сликаше на места каде што се наоѓам. Јас дури откри каде живеам. Така да тоа беше малку загрижувачко за мене, но не пријавив ниту тогаш, само се преселив во друго место. Така да тоа ми се има случајно што било ептен, да кажеме, страшно до степен. Ако продолжеше тоа уште така, дури од кога се преселив на друго место, тогаш планирав да реагирам, ама не си требало да чекаш. Не како ме прашаш. Да, ама не сакав со тоа. Не, само еднаш ме искара да не реагирам. Ти секле некогаш гуми со нож, 4 гуми? Да возев можеби до сега, да. Добро што не возиш. Тоа ми се случи. И не знам како ми убеде да не пријавам, вообичаено ги пријавам, меѓутоа не знам точно за кого се работи, претпоставав, меѓутоа тоа ми се има случајно, мама мислам дека премолчувањето, тоа баш го имаме тука и меѓу моментите, премолчувањето не е одговор. Па не е одговор премолчувањето, ние сме имале неколку искуства со пријавување, има служби, меѓутоа можат многу подобро да работат и многу повеќе. Ако земете примерот со јавна соба кај што имаше 7.000 луѓе, а 2-3 беа казнети, значи тоа значи дека проблемот на нашата казнивост како општество, ние во сите сфери нели на казнивост имаме проблем, системски. Убици си одат и така натаму, бегаат од затвори. Но дека тие служби треба повеќе да работат. Дека треба повеќе да се знае кои се нели нашите права како онлайн корисници, мислам дека и се направи измена во законот и дека тоа сега кривично, ако некој се заканува или се чувствува или загрозено, дека има некаква кривична ставка, така да се дека отвори некој
како се вели тоа, не е биро, сервис за следење на, како се вика, сайбер криминали, закани и слично. Да, има не знам дали нешто, функционира добро тоа, но треба повеќе со обзир на тоа колку е застапено, сепак нели немаме многу случаи да не знам како се успешно решени, ама и треба ние да си ги знаеме правата и да знаеме дека можеме да пријавиме и да веруваме дека тоа ќе се случи. Да, и тоа се не само во сайбер просторот, тоа се однесува и за училиштата, да ги охрабриме и родителите да пријават и не секогаш и во сите училишта е реакцијата иста. Од моето искуство морам да признам, нека ми простат, меѓутоа во сите училишта каде што сум имал и некои работилници одржувавме, знам дека не се реагира исто. Не се реагира адекватно во одредени ситуации, меѓутоа дека треба да се пријави, дека треба да се реагира, дека не треба да се премолчи, дефинитивно затоа што понатаму проблемот само станува уште поголем жртва, станува поголема жртва, а психопатот или оној кој што треба да ќе биде насилник утре ќе биде некој друг како момче во Србија. Да, значи морам да кажам дека булингот на вистина остава сериозни траги врз психата на жртвите и дека единствен начин е да се реагира, да се кажува, да се пријавува, да се инсистира на упорност, да се оди на различни инстанции, доколку нели во рамки на училиштето не може да се најде решение, министерство, инспекторат, затоа што двозначно е нели во овој случај потребата од една страна да се заштити жртвата и грижа за менталното здравје, и сведоците се жртви, тие кои што го гледаат и нивното ментално здравје е загрозено. Меѓутоа така и ги учиме младите генерации дека на неправда, на насилство ние како граѓани мора да реагираме, затоа што нема друг начин да се поместуваат работите. Остануваме заглавени. Остануваме заглавени, ама се надеваме дека ќе се поместат малку работите и ќе мрднеме напред, бидејќи ова станува сериозен проблем. Доста и компании се вклучуваат во целата таа кампања. Самиот бев дел од една кампања за булинг, раскажав едно мое искуство, меѓутоа сега малку Александар да го чепнам сега за една работа. Ајде. Меѓу младите на твоја возраст, при крај сме, затоа ќе бидеме брзи, меѓу младите на твоја возраст е многу популарен, да не ме разбереш погрешно, да дојдам од една поинаква музичка провиниенција, па затоа и сметам дека правилно размислам. Доста е присутен турбофолкот. Не е тоа од сега, тоа е веќе една градација која што се случува од 10-15 години во Македонија и во регионов. Кога се појави во 80-тите и 90-тите беше на маргините. Меѓутоа тоа се разви во една нова поп сцена и така е примен од младите генерации. И гледам дека кај моите деца не е присутно, меѓутоа кај другите кои што слушаат велат, нели, како се вика, српско. Слушам српско, пушти нешто српско. Меѓутоа имам забележано кај тебе некој клип во кој што ти пееш дел од таа сцена, немој да ме сватиш погрешно. Не, тама драго. Меѓутоа моето лично мислење е дека и таа сцена е еден од оние фактори кои што допринесуваат за развој на една младина и на профилот на една младина таков како што е. Знаеме дека живееме во период во кој што се страшно популарни разните сингерици и слично, ја не можам да го разберам тоа, простете. На младите им се извинувам, меѓутоа некој да ренда кашкавал на нечија глава и да му лижеш стопало и да го маваш со патика по глава, како да очекуваш потоа тоа да се развива во една нормална насока и да немаме ситуации какви што имаме во училиштата. И мислам дека директно, затоа тебе ти се обратив, мислам дека ова директно влијае и на тој однос на младите луѓе меѓусебно и на нивниот социјален живот. Така. Во тие песни слушаме малку сега вака попово можеби, меѓутоа сепак сум малку постари, тоа го гледам. Ти си влијателен и многу има такви како тебе. Еден период моите деца беа навлечени на джипи, на стефонатор, на кој беа бомбаки се доста популарен период, додуше не е тиктокер, јутубер, меѓутоа повеќе присутен на Инстаграм. Мислам дека таа музика и таа сцена прави повеќе штета отколку што прави добри работи, а мислам дека е прифатена како обична поп сцена и јас со тоа не можам извини да се согласам. Чисто сакав да една забелешка да дадам, нема ме сватиш погрешно. Не. Најконструктивно, затоа што сум и сам родител, вие влијаете на младите луѓе, на тинеџери, керка имам 11 години, кој што ќе те чека сега да се слика со тебе, и син 15, кој што мислам дека го мрзи да дојде нешто тој фазоне, а социјалноста и тука можеме да отвориме до 1001 назад. Меѓутоа и таа сцена и други општествени феномени многу влијаат. Ова го зборам како музичар, пред се човек што
и самиот е професор на пославистика, па сум учил нешто педагогија и психологија, и во наше време беше многу важно да го одредиш профилот на човекот и што се влие во околината на него, за да не дојдеме до овие ситуации. И затоа еден апел до тебе и до твоите колеги јутјубери, тиктокери и слично. Ја не сум во таа сцена, за жал или за среќа не знам, ја на друго поле работам, но имам некоја своја публика. Мислам дека повеќе треба да работиме на овој феномен. Културата ни е на ниско ниво, не знам дали господ Јана ќе се сложи, меѓутоа сите овие сегменти градат едно поздраво општество во кое што овие работи не би ни се случували. И она Counter-Strike култура која што почна уште од 90-те години, пукање, па потоа од пријатели мои лични што ги знам што сакаат да гледат MMA фајт и кикбокс и слично, па потоа ги гледав во ситуации на фудбал почна да практикуваат MMA фајт, па моравме да ги двоиме, па до не дај Боже кривични пријави и слично. Значи сите да влијаеме на тоа поздраво општество и да внимаваме пред се и на културата и на тоа што се пласира, како се пласира. Ти си одличен во многу сегменти, меѓутоа еве чисто една забелешка, немој да ми сватиш. Не, ја сакам да додадам нешто на тоа. Тоа е кај вашата генерација секаде присутно и тоа си го гледа сега како поп сцена. Меѓутоа во моје време не беше така. Да. Не, јас не сум успеал толку многу да следам да видам какви се други артисти постојат. Знам за Дисенгерица и сум гледал многу видеа од него и се тоа. Но морам да кажам дека јас тоа не го поддржувам во никој случај, не поддржувам вулгарност, не поддржувам пцуење. Настрана тоа што Рендал кашкавал на нечива глава или како и да. Се што им. Туку низ годините сум успел да изградам нешто од себе и тоа ми отворило врати да запознам доста популарни пејачи и други инфлуенсери надвор од Македонија. Сегаш сум имал шанса да направам ред муабет. Знам последно се запознав и со Цеца Разнјатовиќ, не знам со кои други вака, и одлучив да снимам некој TikTok видео затоа што тие се луѓе кои што им знам некои песни. Мада јас никогаш не би снимал песни, мислам видео со човек кој што сметам дека според мене не се однесува соодветно. Ајде да кажеме. Ја знаеш ли целата историја на Цеца Разнјатовиќ? Не сум мислел дека не ја познавате. Дека била жена на воен злосторник и така натаму. Тоа не знам. Добро, па затоа треба малку повеќе за некои работи да простудирате, затоа што реално тоа е веќе широка приказна и незините песни, знаеш, поминуваат кај младите, меѓутоа има друга позадина, незиното однесување, што се случувало низ годиниве, знаеш, тоа се заборава некако и потоа доаѓаме до ситуација. Мислам дека е битно да ги учиме младите да прават разлика што е естрада, што е култура и уметност, и дека во делот на естрада кај нас е тоа 90% присутно и младите генерации едноставно нели како што се живеат, доаѓаат и се изложени на таа естрада. И сега да не можат да направат разлика затоа што немаат критериуми. Тие се во таа средина и го голтаат како контент, како содржина тоа што е актуелно и популарно, а естрадата функционира на таа популарност. Се е инстант, се е достапно, се е присутно и веќе, не знам, јас баш нели тоа е за друг подкаст, можда тема дали рок-н-ролот е уште жив или не, пошто дојде рок-н-ролот да биде на маргините во однос на естрадата, а далеку од тоа да зборуваме нели за некаква социјално ангажирана музика, песни, кои што ја мислам дека младите не имаат идеја колку може да биде моќна музиката и какви се пораки може да прати и како може да влијае и на освестување нивно, и на преземање на одговорност, и на воведување на промени. Тоа е тема за една друга емисија, ќе отвориме повторно, меѓутоа денеска поразговаравме за врстичкото насилство како такво. Нема се лутиш уште една за не се лутам, штета што немаме доволно време, сакам некои работи да друга кажам. Тема ние, затоа го правиме и овој подкаст за да ги извадиме и овие работи да бидеме, како се вели тоа, едукативни. Значи да едуцираме. Мојата амбиција, јас на мојата сцена и како водител, како музичар и што се не сум правил, пред се сум ја гледал како мисија да едуцирам. И тоа што го правиме со музиката, веројатно ти си од помладите, негова генерација помлади веќе не ни знаат кои се Супер Хикс. Лично сум се уверил тоа во средните училишта и во Орце Николов држав една дебата во која што прашувам кој знае од вас кој е Супер Хикс, дали еден ќе дигне рака. Веќе Тоше Проевски ретко кој знае, 16 случаи ти веројатно знаеш, меѓутоа многу млади не знаат. Не следат, тоа се вредности, не се овие други работи и
тоа е тема за некоја друга емисија, како што реков, да не ја шириме многу, меѓутоа чисто една забелешка затоа што директно влијае овој феномен на ова што ни се случува. Битно инфлуенсерите млади или како да ги наречеме се, не знам, да бидат свесни за нивната одговорност и да работат на себе на градење на собствени вредности кои што ќе ги промовираат затоа што тие се тие со кои што младите се идентификуваат денес и битно им е вашето мислење. Така тоа да бидат свесни за одговорноста и за привилегијата на некој начин да да се зборува и за насилството на начин ваш, нели, кој што ќе допре меѓутоа во некоја позитивна насока. Тука некаде може да завршиме. Ви благодарам за учеството, ти благодарам што ги сподели повторно. Знам дека не е лесно да се зборува отворено на овие теми и иако си доста млад, доста си храбар, тоа ми се допаѓа и продолжи со твојата мисија едукативно. Понатаму се твоите канали и на што и да се посветиш целосно до она што ми го рече пред да почнеме со емисијава. Не знам кои ти се плановите, дали ги се шириш, ќе одиш ли со твоја продукција или што понатаму, меѓутоа ќе видиме. Да, оставам на време. Ајде, оставаме на времето. Александар Динев и господја Ана беа гости во ова издание на Тивка Вревова, кој што зборувавме за брестничкото насилство, веројатно малку повеќе од очекуваното, ама една широка тема која што ако тргнеме ќе треба да останеме тука до среда, а немаме толку време, мора да си одиме. Ви благодариме што не гледавте и гледате ни понатаму. Thank you.